Во името на екипата од Фактор Здравје ве поздравувам и денеска и ви посакувам срдечно добре дојде со вашата здрава навика. И денеска повторно нова тема, нова можност и нов гостин со кој што ќе се дружите вие и јас во студиото, а представувањето и сите детали ќе следуваат по првата рубрика денеска, насловена Истражувањата докажаа. Денеска во првите факти кои што ќе бидат презентирани ќе се отсврнеме кон едно научно истражување кое што го презентира група на научници од Универзитетот во Лунд, Шведска. Тој се однесува на лицата со хронична бубрежна болест, кај кои што тврдат тие дека лошиот сон и недоволното спиење навечер може да го зголеми ризикот од екзацербација на хроничната бубрежна болест, тоест влошување на симптомите на болеста. До ваков заклучок дошле научниците од Универзитетот во Лунд, кои вршеле истражување врз 432 пациенти кои биле следени во период од 5 години. Утврдено е дека краткиот и со прекин сон доведува до прогресија на хроничната бубрежна болест. Дополнителни ризик фактори се зголемената телесна тежина и некое срцево заболување. Спротивно на тоа, секој квалитетен сон и час повеќе проспиено во текот на ноќта за 19% ја намалува можност од престанување на функционирањето на бубрезите и потреба од нивна дијализа. Од бубрезите, кои што се еден од 5 највитални органи, ќе се префрлиме на мозокот, кој што можеби е највиталниот и најсложениот систем или орган во човековото тело, кој што според статистиката и истражувањата некаде до 6-та, односно 7-та година од животот кај детето се развива. Многу факти се поврзани со мозокот, но и многу неистражени подрачја кон него во смисла на она како помниме и што представува меморијата. Токму кон овој аспект денеска ќе се осврнеме во Фактор Здравје преку темата насловена нефармаколошки третман на деменција. Деменцијата или заборавеноста, со друг збор кажано, исто така е многу честа, но не само кај повозрасната публика или пациенти или луѓе во целина, туку и кај помладите. Во однос на тоа што е физиолошки нормално и кога зборуваме за деменција и кои се аспектите на денешната тема, денеска одговор ќе ви понудиме преку гостувањето на професор доктор Антони Новотни, специјалист психијатар од јавната здравствена установа Универзитетска клиника за психијатрија, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза во Скопје. Професоре, добар ден и благодарам што сте со нас. Како сте? Добар ден. Добро ве најдов. Ви благодарам што денеска сте во Фактор Здравје. Предлагам темата по блокот реклами да ја почнеме и посакувам убаво да се чувствувате како и јас во ваше друштво, а вие знаете сте добро дојдени и ве очекуваме со ваши прашања. Уште еднаш ве поздравувам и ви посакувам добре дојде денеска во Фактор Здравје со темата нефармаколошки третман на деменција, тема која што ќе ви ја презентираме преку разговорот со професор доктор Антони Новотни, специјалист психијатар. Професоре, бидејќи кога се споменува деменцијата или заборавеноста, првата асоциација е Алцхајмеровата болест како најчест, нели, или појава која што е најмногу бројна или статистички најмногу ги погодува луѓето. Може на почеток пред да зборуваме за она што ни е топик или тема денеска, само да објасниме што представува заборавеност или деменцијата и која е дистинкцијата помеѓу нормалното и она што веќе е патогено заборавање? Да, тоа е одлично прашање за почеток, затоа што ние премногу го релативизираме старењето и го поистоветуваме со но сериозен патолошки процес кој што представува деменцијата. Значи, деменцијата и нормалното старење се различни, многу различни работи. Ако имаме, јас секогаш примерично се обидувам да дојдам до аудиториум, до гледачите. Ако еден возрастен човек од 70 години заборава повремено, каде ги оставил клучевите, или заборава некое име, па потоа се присетува, тоа не е деменција. Но ако имаме ситуација каде што еден исто возрастен човек од 70 години, жена или маж, постепено почнува да ги заборава имињата на своите блиски, или не ги препознава своите внуци, или пак не се снаоѓа во секојдневните активности, тоа веќе може да асоцира, да алудира, да индицира дека постои некаков процес на патолошко старење, така да го наречеме, ненормално старење, кој што има некаква близина со дијагнозата на деменција понатаму. Значи, секогаш треба да размислуваме, и ова е првата порака, јас сакам низ пораки да протекнеме оваа емисија, бидејќи е битно, деменцијата е запоставена сосема, таа возрастна популација, тоа трето до ова е запоставено сосема во нашето општество, во кое што
ајде да не зборуваме прекритички, запоставени се и младите, но мораме да сметаме на тоа дека популацијата старее. Старее, што значи дека со подобриот стандард на живење цела Европа, целиот свет, полека стареат. И се повеќе има луѓе кои што се над 65, над 70, над 80 години, а стапката на пораст на самата болест, деменција, фреквентноста на појавноста на таа се удвостручува со секој 5 години старост. Значи, ако на 65 години некаде околу 2%, следните се на 70 години 4%, до некаде кај оние од 90, кај возрастната популација од 90 години се среќа околу 35% од возрастните луѓе над 90 години можат да имаат процес Алцхаймерова деменција како Алцхаймерова болест. Може да се диагностицира. Значи, треба да бидеме свесни за постоењето на оваа болест, да ја разликуваме од нормалното старење и да знаеме дека тоа е нешто што може да се менаџира ако се случи рана диагноза. И уште неколку разлики, јас почнав па не ги дадов пораките. Да. Значи, пораката до семејствата, кои што за жал нели приметува дека нивниот возраст или партнерите, нели? Па или на самите пациенти, како сакате. Пораката е дека треба да секогаш бидеме алертни, да бидеме свесни за тоа дали се менува способноста да ги менаџираме нашите секојдневни активности. Дали нашата мајка или дали нашиот татко или нашиот дедо, баба, зависи или на која возраст сме, се уште може да оди до блиската пилјара, до Веро, ајде да не рекламираме сега некои брендови, до продавницата да си купи, да си набави млеко, леп, да се врати до дома, да си подготви кафе, да си подготви ручек. Значи просторно да се ориентира. Да се ориентира просто. Значи основните симптоми кои што треба да ни бидат на памет, нели, дека заборавноста како заборавност може да биде и заради расеаност, може и да биде кај млади луѓе како кај вас или кај мене кои што сум во некоја средна или подоцна средна возраст, но тоа е расеаност заради преангажираност и тоа не е забораност во склоп на деменција. Заборавност може да постои, заборавање на некои работи кои што ги споменав, ситни работи, може да стои кај нормалното старење, но не е тоа такво заборавање. Проблемите со ориентацијата се уште еден симптом на деменцијата и треба да знаеме дека пак е тоа врзано со тој процес. Ако еден човек во таа возрастна група почне да се губи во својата блиска околина, знаете, во малото кај што живеел 20-30 години, одеднаш не знае каде е, што е, не се снаоѓа, не може да се врати дома. Тоа е веќе сериозен предзнак дека се работи за патологија, за болест, за деменција, а дека не е тоа нормален стар. Ние, знаете, премногу зборуваме за тоа, нормално е стар човек забора, нормално е стар човек се изгубил. Не. Старите луѓе имаат квалитетен живот. Ако сакате сега, јас една анегдотално ќе ви кажам, кога со мојата сопруга бевме во Виена, погледнавме дека возрастните луѓе во Виена и од 75 и од 80 години пијат кафе нели на плоштадите, седат, се дотерани, направени. Значи тоа е квалитетот на живот. Не можеме се споредуваме со тоа, но секогаш треба да размислуваме дека возраста не е болест. Староста не е болест и така треба да размислуваме. Сигурно. И пред да зборуваме за она што ние повторно ќе речам нефармаколошкиот третман, уште да објасниме како сте диагностицира кога веќе ќе има деменција, кога ќе има симптоматологија и ќе се јави одреден пациент или лице, што освен анамнезата ви е потребно да се одрекне или да се потврди оваа болест или оваа диагноза. И тоа е уште еден мит што треба да го разбиеме. Долго време во Македонија, па и во Европа, ако сакате и во светот, се зборуваше дека Алцхаймеровата деменција или воопшто деменција, бидејќи деменцијата е еден чадор, еден поширок поим кој што опфаќа и други типови. Алцхаймер е и најчест, нели, затоа и го споменуваме. Токму така, Алцхаймеровата деменција околу 65-70%, по некои повеќе, заедно со васкуларната тоа се веќе 80% и тоа се најчестите. Но сакав да речам дека долго време се зборуваше дека како ќе диагностицираме деменција или Алцхаймерова деменција кога немаме ние, тоа може само постмортем да се открие со депозитите на амилоиди и така натаму, да не зборувам премногу академски, дебек не можеме никако. Не е точно. Сега во светот се зборува дека еден соодветен преглед, еден добар разговор со пациентот, значи еден клинички преглед од психијатар или невролог и секако, она што е неизоставно, едно невропсихолошко испитување, значи работа на психолог кој што ќе потроши барем еден час ни сите оние инструменти психолошки да го испита пациентот, да ги испита домените на памтење, ориентација, екзекутивни функции и така натаму. Значи сите оние функции кои што го обележуваат нашето нормално функционирање, се гледаат испадите и веќе можеме да знаеме
по тој софистициран невропсихолошки преглед за која деменција се работи, дури да претпоставиме. Секако тука треба да се извршат и снимања на мозокот како компјутеризирана томографија, магнетна резонанца. Треба да се направи цела палета на испитувања претходно, што исто така битно да знаат нашите гледачи, нивните луѓето кои што се грижат за возрастните или самите возрастни, дека треба да се направи лабораторија за B12 дефициенција, некои други, фолната киселина да се испита, тироидните хормони, затоа што сите тие лабораториски нарушувања може да направат една лажна слика на деменција, да ги направат луѓето успорени или агитирани, вознемирени. Значи, прво треба да се исклучат сите тие реверзибилни слики, повратни слики, и тоа е еден алгоритам кој што го знаат веќе добро, што во Македонија и семејните лекари, и матичните лекари се едуцираат, работиме заеднички со психијатриско-невролошката служба и разговараме за тоа рано препознавање на деменција. Значи, постои цел алгоритам во кој што невропсихолошкото испитување, кој што сега се врши и на клиниката за психијатрија, и на клиниката за неврологијата, психијатриските и невролошките прегледи се основата за дијагностика или основата за да почне таа попрецизна дијагностика за која деменција се работи, дали е тоа Алцхаймер или некоја друга деменција и така натаму. За момент сакам да ги поканам гледачите 6091925 и 6091924 се можностите и директните начини на комуникација со нас и со вас преку Фактор здравје, а денеска на тема нефармаколошки третман на деменција зборуваме со професор доктор Антони Новотни, специјалист психијатар. Професоре, кон оваа тема уште рековте дека квалитетот на живот и тоа како треба да се продолжи да се продлабочи кај лицата во третата доба и ме испровоцира оваа тема всушност заради Алцхаймер кафе кој што се одржа во саботата и темата беше токму тој социолошки аспект или извлекувањето од дома, како што рековте со ваш вокабулар, и дружењето на лицата со Алцхаймер да се продлабочи и да се видат каде се, дека тие лица се нормални, дека може да функционираат и на некој начин да им се овозможи повторно на што рековте поквалитетно ниво на живот. Да. Што е дел од темата, нели, нефармаколошкиот третман на болеста. Алцхаймер кафето беше иницијатива на ново формираниот во последната година Институт за Алцхаймерова болест и невронаука Скопје и се обидуваме во соработка со стручни лица од различни области, оние кои што работат и во домовите за згрижување на лицата, на возрастните лица и ќе работиме и со Министерството за труд и социјала да направиме еден исчекор во однос на таа социјализација на овие луѓе, затоа што социјализацијата според сите научни понови истражувања е презервативен фактор или е протективен фактор токму во процес и во процесот на старење. Обидот да луѓето кои што поедноставно речено, јас секогаш велам што можеме да направиме во Македонија. Можеме да посветиме малку внимание. Знаете, мојот син вчера се јави и рече бев кај баба ми и ја завршив таа и таа работа, стварно срамота не стигнуваме сите ние, ајте за половина час може. Значи да подариме на нашите возрастни, да им подариме половина час во неделата барем, затоа што нели ако сме критични многу малку се гледаме со нив, да им подариме и на оние луѓе кои што се здрави стари, но и оние луѓе кои што за жал имаат дијагностицирана Алцхаймерова болест, да им подариме малку од нашето време, зашто таа социјализација ќе го успори малку процесот на старење, ќе го успори малку процесот на напредување на болеста и ќе даде малку поголем квалитет на живот. Секоја стимулација, било да е сензорна стимулација, било да е говор, разговор, било да е гледање телевизија, било да е разговарање на некоја тема, цртање, пишување, читање, сега ќе речете на старост. Да, треба да им сугерираме нашите да ги дразниме невроните всушност, нели да ги провоцираме. Да ги одржуваме во функција затоа што тоа помага и кај Алцхаймеровата болест, нели да тоа малку барем се одложува да се успорува тој процес кој што трае 10 години и за нормалните возрастни речено. Сигурно. Ќе имаме можност да слушнеме некого на линија. Добар ден, дали сте тука? Ало. Добар ден, господине. Добар ден. Добро дојдовте. Кој е вашето прашање? Па јас имам прашање. Добро, поставете го. Докторе, со секоја почит спрема вас, вие и начнавте, рековте внимание. Каде е нашето внимание денес, еден спрема друг? Мислам дека повеќето болести произлегуваат од нашето невнимание еден спрема друг. Докторе, како до човечко општество, не само вие, него сите ние треба да се запрашаме.
Проблемот е тука за многу болести. Од што сме незадоволни, од големото тоѓување, од големата трка по пари, и ради тие пусти пари Скопје е загадено до безкрај поради тој урбан хаос, а никој од интелигенцијата не гукнува да се спречи тој урбан хаос. Да. И така натака, значи, немаме ние изградено воопшто човечко општество, ниту намераваме. Многу е полошо од социјализмот. Овие 30 години во Македонија само имаме мамење и големи страдања. Значи, немаме место за човекот, скоро човекот ние го изгубивме. Тоа е моето прашање и размислување. Благодарам многу за вашиот став. Професоре, уште едно јавување и ќе дадете и вие свое видување. Добар ден. Ало, дали сте на линија? Добар ден. Доколку не сте, ве поканувам уште една 6091925 и 6091924. Имате ли реплика на ова што го кажа? Да, секако одлично забележено од гледачот. Ние, нели, тонеме се повеќе овие декади во едно општество кој што е основна обележие му е алиенацијата. Се отуѓуваме меѓу себе, роднините, пријателите, семејството, сето тоа, нели, сите тие вредности кои што го држат светов се намалуваат. Токму во тој контекст, нели, е ова Алцхаймер кафе кој што го споменавте, идејата да сите ние кои што имаме, нели, можеме да најдеме малку време, им посветиме на нашите блиски кои што се возрастни, да го хуманизираме тој однос. Знаете, лесно е да ги сместиме во дом или лесно е да ги оставиме сами. Тешко е да го прерипнеме ова што човекот вели урбано, динамично живење и да најдеме малку време. А имаме малку време. Зошто? Затоа што тоа, нели, знаете, секој од нас има должност према своите, према блиските. Ние како професионалци имаме должност и према нашите пациенти. Но тоа има импакт и на нивната состојба, на нивното, како да ви кажам, расположение, наједноставно може би. Ние не можеме да пронајдеме лек. Кој би пронашле лек сега за Алцхаймеровата болест би добиле, нели, Нобелова награда. Постојат лекови кои што се даваат и кои што исто така делуваат на лесно успорување или барем подобар квалитет на живот во тој период од 10 години ако направиме рана диагноза. И тоа е нешто што е непобитно. Но ова не фармаколошкото или не медицинското? Но не фармаколошкиот третман, ние го велиме третман, односот, промената на нашиот однос. Видите, една порака која што исто така треба да стигне до нашите гледачи. Луѓето кои што се грижат за пациентите со Алцхаймерова болест, кои што им се блиски, нели, роднини, татковци, мајки, така, стануваат нервозни и добиваат депресија затоа што, нели, тие луѓе повторуваат постојано едно те исто. Ги испив ли лековите, не ги испив, и тоа е 10-15 пати или некои други прашања. И луѓето стануваат нестрпливи и потоа, нели, почнуваат да велат, па добро, 100 пати ти рековме и така. А тоа е најпогрешното. Нели, ние треба да работиме малку и со негувателите, оние што ги чуваат тие луѓе, ако се во домашни услови, да им објасниме дека тоа се симптомите на болеста и дека трпението, нели, изградувањето, секако и наоѓање на време за сопствена релаксација. И на нервите, ако сакате, да. Па да, ама не, видите, они мора да се опуштат, затоа што бърнаутот е тука многу брзо може да настапи кај овие луѓе кои што ги негуваат. Тешко е. Пациентот со Алцхаймерова болест е еднакво тежок за чување, тежок во наводници како едно дете, како бебе. Ама да се сетиме на љубовта што ја имаме према нашите деца и да се сетиме кој не створил. Тоа се тие луѓе, нели, нашите родители, нашите дедовци, баби. Значи имаме должност да бидеме пострпливи, да бидеме помили, да имаме малку внимание. Да. Уште две јавувања имаме, професоре, да ги слушнеме. Добар ден. Ало, добар ден. Дали сте на линија? Ве слушаме. Кој е вашето прашање? Јас сум повозрастна жена. Добро. 70 години. Добро. Почнав ја неколку дена како да осеќам на сабајле околу 4 сат у главата, кај мозокот да ме удира нешто. Добро. Тоа е единствено? Добро. Барате коментари или видување? Да не е тоа со вашата тема. Да, Алцхаймер. Добро, благодарам за вашиот интерес. Дали второто јавување го имаме на линија? Добар ден. Добар ден и убав среќен ден вами на вашиот гостин. Вака едно прашање. Јас сум без деца. Како мене утре некој ќе ме чува и како ќе ме трпи, не знам,
Немам памет во главата, затоа што јас само седам дома и чмаам. Затоа што ако ви придеш на некого и ако им кажеш ти можеш него да го сослушаш се и што не треба, они ќе ти го кажат, а кога ти треба да кажеш, они тогаш те игнорираат. Како се тој начин на овој живот? Порано така не било. Да. Ќе седнат и ќе разговараат еден со друг и си ги кажат макете. Сега го нема тоа. Тоа е веќе уминатото. Толку ви благодарам. Благодарам. И сакам да ми одговори вашиот. Да, благодарам и вам. Останете со Фактор здравје, ќе продолжиме со темата и со вашите одговори по блокот реклами. Ја продолжуваме денешната тема нефармаколошки третман на деменција со професор доктор Антони Новотни, специјалист психијатар од јавната здравствена установа универзитетска, клиника за психијатрија, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза од Скопје. Професоре, кратко да одговориме, може ли да го слушнеме уште едно јавување на линија, па заедно може повелете дали сте на линија? Добар ден. Да, добар ден. Да, кој е вашето прашање? И вашиот гостин. Благодарам, поздрав и до вас. Од уводното излагање на доктор Новотни се утеши сама себе си за она што понекогаш заборавам, имам 67 години. Меѓутоа, нешто друго ме интересира. Дали деменцијата и Алцхаймеровата болест се наследни? Бидејќи таткото што почина на моите деца имаше Алцхаймерова болест. Благодарам за вашето прашање. Сакате претходно на господите пред рекламите што се јавија? Да, може. Следователно, првото прашање треба секако удари во глава, чинам дека чувствуваше господјата кога ќе стане треба сабај. Да се обрати до својот матичен лекар и да поразговара, да не е се тоа варијации на притисок, да не е тоа некаква утринска загриженост или што. Тоа не се симптоми на деменција секако и излегува од рамките на оваа емисија, секако треба да побара лекарска помош и да праша. Втората беше осамената господја, што нема деца. Видите, јас сега чувствувам дека може би малку повеќе зборував за здравото старење, некако го запоставив. И здравото старење, но особено она што е нашата тема, тоа е нефармаколошкиот третман на Алцхаймеровата деменција или на деменциите воопшто, треба да биде грижа на целото општество. Значи, ние ќе мора да направиме иницијатива преку Министерството за труд и социјала, преку сите они наши, преку мрежата на социјални служби, да се обидеме да направиме дневни центри во кои што таа иницијатива ние веќе ја започнуваме и разговараме. Постои некои приватни, на приватниот сектор некои иницијативи, но тоа се места каде што нашите возрастни, особено пациентите нели кои што имаат Алцхаймерова болест во некои почетни стадиуми, би можеле да бидат ангажирани, мисловно ангажирани, да бидат во групи, заедно да работат, да цртаат, можеби да пеат, можеби да танцуваат. Во Грција постои невладино здружение водено од една професорка Цолакис, која што е често гостин, доаѓа во Македонија, тука кај нас, која што има на вистина многу социјални активности на луѓето со Алцхаймерова болест. И тоа е нешто што нели ги држи тие луѓе. И сега, знаете, каде е границата меѓу нормалното, мислам за оние луѓе кои што имаат нормално старење и се осамени, дали за нив можеме да се грижиме секако, а ако нема семејство, нели треба да постојат пак неко социјално згрижувачки центри каде што може да се разговара, да се биде, да ги слушаат, како што рече господјата. Да, тоа е сериозен проблем. И конечно, последното прашање беше во врска со генетиката на деменцијата. Да, има генетски чинители, но наследувањето не е така од татко или од мајка на дете директно, нели доминантен пренос. Постојат генетски ризик фактори кои што ги испитуваат, нели еве сега и во Македонија ќе имаме една студија, една истрпна студија за влијанието на генетските фактори, но она што сега во светот секако се знае дека Алцхаймеровата болест со ран почеток има повисок генетски пренос. И оние кои што имаат во семејството некој пациент кој што многу рано почнала деменција, значи пред 65-та година, тука ризикот е поголем. Оние што се со доцен почеток имаат некакви генетски предиспозиции, значи склоност, но не мора да значи дека ќе се директно, ќе има поврзаност. Да. Професор, уште две јавувања имаме на линија. Добар ден до првото. Добар ден. Кој е вашето прашање, господине? Да слушаме. Го поздравувам професорот и вас лично. Благодарам, поздрав и до вас. И 24 телевизија, секој сабајле пратам. Драго ми е, благодарам. Сакам на професора да му поставам, односно да го замолам да ми каже што значи тоа
Јас сум на 85 години од прилика. Добро. Тука сега на 10 јануар ќе го направам. Меѓутоа, од време на време заборавам некои имиња. Добро. Што значи сега тоа? Моментално ги памтам. Кога треба да ги разговарам, ја тогаш ќе ги изгубам од памет, од ум. Добро. Кое е вашето име? Дали треба нешто да превземам, да се пие нешто, да матичната докторка може и да им помогне во тој случај или да се јавам некаде на друго место. Да. Јас и госпожата моја сме заедно, она исто така има некои болки во главата и ете така се. Како е вашето име, господине? Да. Дали ме слушате? Професоре, ви честитам, јесте идеален. Благодарам за вашето јавување и уште едно јавување имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Кое е вашето прашање, господјо? Јас сум Стојановска Наташа. Добро. Родена сум 1964. Добро. Имам 54 години. Во 55. Добро. Неодамна бев на психа. Кај доктор Кадри Хаджихамс. Покушав да се трујам со орловете. Добро, кое е вашето прашање? Да го прашам докторот, пошто сега имам 2 мозочни инфаркта преживеано. И почнувам се чувствувам како да стареам предуреден. Почнувам да заборавам. И тоа ми е многу тешко. Бидете спокојна, ќе добиете одговор за она што ве мачи. Сакате со господјата или кратко на господинот? 85 години, заборава имиња. Предпоставувам на почетокот вие рековте тоа не е деменција. Да, тоа, видите, би било несериозно од моја страна. Телефонски. Иако јас верувам во моето искуство и можам да кажам дека првиот гледач кој што се јави имаше многу убав мисловен след, нели неколку реченици ги кажа, следи така. Малку со слухот можеби имаше проблем, бидејќи го прашував за името. Јас не верувам дека тука се работи за некакво подлабоко и нормалното старење нели предизвикува повремено заборавање, но потоа се присетува. Ако се присетува земјата, тоа не е нешто што е страшно. Значи ние сите повремено забораваме, особено нели имиња на некои луѓе кои што ретко ги среќаваме. Проблемот е, јас го нели така го поедноставив, ако почнеме да не се сеќаваме за имињата на блиските, на нашиот син, на нашата ќерка, на нашите блиски, на нашите соседи кои што ги гледаме катадневно. И тоа е веќе индикативно, иако повторно не е знак. Секако постојат и некои помошни хранливи материи кои што може да се консултираат со матичните лекари, а за втората гледачка два мозочни удари, кажа и заборава. Јас би посочил млада жена која што за жал имала и невролошки и психијатриски тешкоти, треба да се држи нели за консултациите со својот матичен лекар, семеен лекар и со специјалистичките служби кои што ги спомена, бидејќи е невозможно вака од позиција на гостин во емисија да јас дијагностицирам и да кажам. Секако дека мозочните удари сами за себе си носат фактор, ама тоа не е дијагностички критериум кој што ние можеме да кажеме дека е сигурно прерано старење. Самата депресија која што е спомна гледачката и мозочните удари можат да влијаат на некаква провоцираат некаква забореност, нарушување на вниманието и така натаму, за тоа треба да разговара во ординацијата со својот лекар. Да, овде само сакам да се надоврзам, бидејќи невроните од кои што е изграден мозокот или нервните клетки се единствени клетки кои што не се делат во организмот, нели тие со тек на годините се развиваат и пренесуваат и надразливост и чувствителност, така што зборот ми беше дека колку тие повеќе се хранат или се дразнат, се провоцираат, толку подобро ќе имаме и квалитет на живот, но и како што рековте спознавање на можностите и во старата доба или понапреднатата доба треба и да се учи можеби јазик, да се комуницира, да се шие, да се игра, еве самите рековте. Секако, тоа е всушност нели темата која што сакаме да допитност би рекол или детска креативност да се продолжува без оглед на годините. Значи пораката до нашите возрастни гледачи е да размислуваат се она што ги интересирало или се она во животот што сакале да го прават, да почнат да го прават во возрастната доба. Да шијат, да плетат за господите, за жените, да гледаат телевизија, да решаваат крстословки, судоку, да го вежбаат мозокот, нели, да оние неврони кои што се здрави и кои што функционираат
уште повеќе ги засилат, нели, или ги зачуваат со тие активности. Споменав ја, видите, во светот постојат така наречени мултисензорни соби каде што за пациентите со Алцхаймерова болест се даваат различни импулси, или од светлосни до тактилни до и тоа помага да се овие пациенти смират малку. Тоа не го закачивме прашање дека често знаат да бидат иритабилни, да се лесно вознемируваат пациентите со Алцхаймерова болест, бидејќи тие со Алцхаймерова деменција тие чувствуваат дека нешто недостасува или таа немоќ во когнитивното функционирање. Па не знам колку се свесни, дали можеме да речеме свесни, ама чувствуваат дека се недостаточни, дека не може да го извршат тоа што биле луѓе, нели, математичари, интелектуалци, луѓе кои што биле способни мајстори и така, одеднаш не може да направат ништо од тоа, не можат ни еден разговор да водат и тоа, нели, создава иритабилност и знаат да бидат и груби со блиските. Треба да се испита, нели, што е тоа што ги чини иритабилни. Исто како е децата, нели, дали може би некоја инфекција, дали може би глад, дали е нешто што е. Значи, треба да бидеме стрпливи и да испитуваме и да разговараме со нашите, или да ги носиме на лекар, нели, да видиме што е тоа што се случува, затоа што и луѓето со Алцхаймерова деменција, секако и сите други луѓе, па може да имат и некакви соматски тешкоти и сето тоа треба да се проверува. Да. И уште едно јавување, читам и последно за денес во Фактор здравје. Добар ден. Добар ден. Кој е вашето прашање, господине? Зборувате слободно. Моето прашање, имам 61 година. Добро. 10 години имам проблем со заборавањето. Добро. Сте правили ли испитување или нешто? Предпоставувам тоа е она што треба да ни го Вака сум правил скенирање тоа, само ми излегло главата вака добро. А иначе заборавам брзо и имињата што ги спомна и блиските. Не најблиските често моментално ги заборавам. Поготово чадориеве точакот се случило, сум го оставил, сум заборавил дека со точак со нешто. Добро. И ми препорачале бил, не знам што, дали овој некоја болест. Еве, ако имам нешто, ако го тргнам малку, манието заборавам. Или ако идам у продавница, 2-3 работи, више од 2 работи треба да ги пишувам. Добро. Или идам за нешто, може моментално и ќе го заборавам дека за тоа нешто. Дали ова и некој знак на болест или нешто? Да, благодарам за вашиот интерес и професоре, господинот спомна нешто многу важно за пишување. Ја знаете онаа изрека, нели, паметниот запишува, а оној другиот помни. Верба волант, скрипта манен, така се вели тоа на иако денеска сите велат, ќе го запомнам телефонскиот број, не мора да запишам, а после некоја минута тоа се заборава. Кој е вашиот коментар? Еве и господинот. Коментарот е, мислам дека поврзани со сите претходни јавувања. Ние не можеме од тука, нели, од позиција на, нели, емисија која што треба да биде популарна и да даде некои пораки да диагностицираме, но затоа постојат во Македонија за среќа, нели, еве во последните 4-5 години професионалната свест се подигнува за постоењето и постојат веќе 2 амбуланти, амбулантата за деменции при клиниката за неврологија и кабинетот за деменции на клиниката за психијатрија, каде што јас секоја среда попладне работам во диагностика. Значи сите овие луѓе кои што се сомневаат дека нивното заборавање излегува од рамките на некое вообичаено заборавање, треба да се јават и да дојдат да најават да закажат термин и да видиме што можеме понатака, ќе поразговараме таму. Да, ви благодарам професоре за присуството, за вашата експертиза што ни ја презентиравте и покана повторно да ни бидете гостин, не толку години, туку во месеци да го броиме следното видување. Ви благодарам за поканата. Благодарам. Ми беше задоволство. Професор доктор Антони Новотни, специјалист психијатар. Веќе споменавме, но уште еднаш ке потврда, можете да го најдете и да закажете термин во јавната здравствена установа Универзитетска клиника за психијатрија, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза во Скопје. Ви благодарам и за вашето внимание и соработка и поздрав до утре во новото продолжение од Фактор здравје. Пријатно.